Министре, добар ден. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од ова интервју кој што ќе го посветиме на даночните реформи. Добар ден, благодарам и на вас на интересот за темата во однос на даночната реформа. Најавивте даночна реформа, веќе се одржани 3 презентации чинам, а најавивте дека дебатата ќе продолжи. Бизнес секторот веднаш излезе со реакција дека не е вистински момент за вакви даночни реформи, па ме интересира ваш став околу ова. Во однос на темата за даночни реформи е исклучително важна тема и суштинска во однос на стопанството и економијата, што ги опфаќа сите чинители интересни групи на различно ниво во општеството. И тоа што ние сега дискутираме, значи се актуализира оваа тема, која всушност уште од почетокот на мандатот го разговараме, значи стратегијата за даночни реформи уште во текот на 2020 година имавме јавни расправи, потоа се усвои стратегијата. Во текот на 2021 ради кризата, значи, а меѓувреме работев и на други реформи. Во меѓувреме во јавноста фокусот беше во другите теми, се соочувавме со кризата, одевме со низа пакети на мерки 20 и 21 и 22 како што меѓувреме сме работеле уште од почетокот на годината, не сега, значи вклучени повише интересни групи, а со тоа и бизнес заедницата, значи подготвен е еден концепт на даночни реформи, че повторам, значи се работи за концепт, а не за предлог законски решение за кој владата одлучила и сега поминува еден процес како фарса. Не. Напротив, одиме со суштинска јавна расправа, затоа што на било каква реформа се работи за длабинска анализа, суштинска, и потоа на широка јавна расправа, од каде што очекуваме и коментари, и дискусии, и критики, но и предлози. Јас лично свесен сум дека ваква тема ќе предизвика голем интерес во јавноста, а и одредени критики. И лично сум спремен да ги слушам тие критики и да најдеме соодветни решенија, како што за вакви важни прашања подобро да имаш расправа и дебата и да немаш на крај решение, отколку да одиш со решение без расправа и дебата. Значи, во конкретниот случај сакам да поентирам дека се работи за суштинска дебата и темата не е нова, се дискутира веќе 2 години и во однос на предлозите тие се отвори на дискусии. Во однос на тајмингот, значи ви кажа, во однос на кризата, значи затоа меѓувреме, значи 2021 беше година каде што работевме подготовка анализи, а во исто време и на други реформи. Значи реформата на даночниот систем или даночната реформа, концептот што сега се предлага, не е само по себе, само таа реформа, туку е составен дел на поголем опфат на реформи во нашата земја, а во делот на јавните финансии ова е составен дел на управувањето со јавни финансии. Целокупната реформа, каде што имаме делот на јавните расходи, односно расходната страна, а тоа е законот за буџети кој 2 години се дискутираше во собрание, на крај со консензус со сите политички партии и опозицијата, значи успеавме да се изгласа тој закон со мнозинство, апсолутно мнозинство во собрание, вклучително и опозицијата. И таму се дефинираат фискалните правила, се дефинираат фискалниот совет, транспарентноста, одржливоста, долгорочниот аспект на буџетот. И во тој дел исто така имаме и значајни други реформи во делот на дигитализација на трезорското работење, зголемување на транспарентноста и така наречени вредност за парите во буџетот, значи воведување на така наречените key performance indicators или индикатори за успешност. Според тие индикатори ќе се развива отворена дебата во собрание од сите пратеници во однос на тоа каде парите вложени или кои политики даваат најголема вредност во однос на целите. Че тоа суштински ги менува концепцијски и квалитетно и јавната дебата и транспарентноста во однос на каде се трошат парите на граѓаните. Значи, тоа е делот на буџетот и расходната страна. Веќе таа реформа е заокружена со законот за буџети кој се очекува само на гласање во септември, да биде откако после одморите собранието ќе се состане. Значи, тоа е значаен дел. Втора компонента што меѓувреме се промовираше кон крајот на 20-та и во почетокот на 21 година, тоа беше така наречениот план за забрзан економски раст,
каде што покрај парите од граѓаните и од приходите, буџетските приходи и даночните приходи, значи одиме со модел и механизам што е многу напреден, се користи во развиените земји, а и од меѓународни финансиски институции. Тоа е системот на спојување или покрај јавните средства да се вклучат и приватен капитал во политиките за поддршка на економскиот раст и подобрување на инфраструктурата. Било тоа да се јавни приватни партнерства или проекти што одат поволни кредити преку Развојната банка, гарантната шема, каде што со помалку средства од буџет ќе се искористат и средства од приватниот сектор, дали тоа се комерцијални банки или инвестициски фондови, за поддршка на стопанство. Ќе илустрирам. Ако 10 милиони евра одат за поволни кредити преку буџетот за Развојната банка, или 50 милиони евра, на тие ќе се додадат уште толку од комерцијалните банки и во стопанството ќе има дупло повише средства. Или со Европска инвестицијска банка, 100 милиони евра што ги договараме до крајот на годината. Уште 100 на тие ќе додадеме од нашите комерцијални банки, 200 милиони евра во стопанството, поволни кредити, а без при тоа да се оптовари буџетот или да настане дефицит во буџетот. Тоа е исклучително важна реформа што го правиме и тоа во приоритетните области, во зелена трансформација, дигитализација, човечки капитал, истражување и развој и други значајни инвестиции за развој на нашето стопанство. Значи, ќе се навратам во однос на реформата, дали сега и токму сега, видите, нема поволно време за даночни реформи. Туку има значајни реформи што ќе помогнат за одржливиот раст и подобрување на квалитет на живот. Значи, на крај тие треба да служат за поквалитетно образование, здравство, подобра инфраструктура. Како што реков во делот со законот за буџети, точно и прецизно се дефинира, значи, каде ќе се трошат парите и зашто, и каде дават најголем ефект. Значи, битно е дека со тоа ќе се поддржи растот, а меѓу друго во однос на тоа што ако не отворивме тема. Ќе ви кажам, ако не отворивме дебатата, ние имаме законски решенија кои стапуваат на сила од 1 јануари 23. Тоа е прогресивниот данок, каде што над милион денари годишно приходи се оданочуваат со 18%. Исто така 15% е стапка на сите други доходи врз основа на данок на личен доход, дали од капитал, дали од добивка или други основи. Значи, тоа е законското решение. Да не отвориме дебата, ништо да се направи, тоа стапува на сила. Или владата можеше да преземе или поинаква одлука за која се дискутира, значи за сите овие работи у влада, но ние сме спремни и отворени да одиме на јавна расправа. Исто тема е и за ова другите даночни решенија, како што е данокот на депозити. Тоа сакав да прашам, големи реакции имаше околу тоа дека ќе се планира да се одданочуваат каматите на депозитите. Нели постои опасност да граѓаните да ги подигнат депозитите од банките и да ги пренесат во некоја друга банка? Значи да имаме одлив на депозити. Да. Значи вака, ќе се надоврзам со претходното прашање, значи кога зборуваме за данокот на депозити, прво значи сакам да кажам дека ако немавме дебата, ако ништо не правевме како министерство, од 1 јануари 23 знаете дека тоа стапува на сила. Ние имаме законско решение кое уште 96-та е донесено во нашето законодавство да се оданочат депозити. Неколку пати е пролонгирано и сегашното решение, значи од јануари 23 стапува на сила, без никој да каже ништо. А всушност ние сакаме да се дискутира за тие теми и го ставаме на маса за дискусија и тоа. Инаку во однос на ова за данокот се однесува само за орочени депозити на 12 месеци. И во другите земји во регионот и во Европска унија тоа се оданочува. И кај нас системски порачање тоа се оданочува. Всушност се работи, например, во Хрватска со 10, Словенија 27, Унгарија или Словачка и други земји се 18-20%. Меѓутоа се работи во суштина за мал износ на средства. Како, илустративно ќе кажам, ако одредена категорија на граѓани или некој има депозит од 100.000 денари орочен за 12 месеци или повише. Сегашната стапка односно каматна стапка за депозити е некаде 1,5
или само на девизни депозити е 0,5%. Еве да кажеме 1% е каматната стапка годишна за депозит. Ако 100.000 имаме депозит орочен на година дена, каматната стапка на 100.000 денари е 1.000 денари. Значи на крај на година, ако имаме орочен 12 месеци, добиваме 1.000 денари камата на тоа. Меѓутоа, на таа камата, значи, тогаш, според сегашното решение, би било 10% данок. На 1.000 денари, 10% тоа се 100 денари. Значи, на 100.000 денари депозит на годишно ниво би требало да се плати 100 денари данок на личен доход. Меѓутоа, тоа, доколку не се орочени, тоа е и пониска камата. Значи, и не се плаќа за неорочените депозити, не се плаќа данок и со тој предлог. Меѓутоа, ќе повторам, овие се предлог решенија. Инаку, од аспект на стабилноста, тие се толку, тоа е од аспект на средства што имат граѓаните, ги има толку голема безбедност во однос на стабилноста на банкарскиот сектор, отколку тие средства да ги држат во кеш дома или надвор тоа. Значи, од тој аспект не очекуваме такво нешто да се случи, меѓутоа сме отворени за дискусија. Темата е ништо да не правиме ние денес, од 1 јануари тој износ, тој закон стапува на сила и износот е тоа што ви кажав. Од аспект на ова реформи, сакам исто така да се навратам на тоа, значи и конкретно во ова. Зборуваме за реформи, стратегијата за реформи и ова што сега разговараме, значи не се работи само за реформи, за зголемување, значи во смисла на само фискалниот ефект. Значи, ние во стратегијата дефиниравме 5 приоритети таму во даночните реформи. И тоа е праведноста на даночниот систем, ефикасноста, ефективноста на даночниот систем, транспарентност, подобрен квалитет на услуги и намалување на сивата економија со зголемување на инспекцијските служби, меѓутоа и воведување на тој зелен даночна политика воопшто во целата нашата економија. Значи, и тие би требало да служат за одржлив и забрзан одржлив економски раст и инклузивен. Значи, што е суштината тука? Овие реформи, овој даночен систем треба да помогне нашата економија во иднина да биде конкурентна со тие земји на ЕУ, развиените земји, но и да обезбеди и поквалитетен живот на граѓаните. Тука, пред се мислам и на даночен систем што ќе поддржи развојните стратегии на земја, ќе поддржи развојот на човечкиот капитал, ќе поддржи развојот на така наречените стратегија паметна индустрија и другите значајни реформи во таа област на енергетика, инфраструктура и така натаму. Значи, тоа е значењето на реформи, а не тоа што го слушам дека одиме на зголемување на даноците. Апсолутно, ниту еден предлог што е на маса во концептот не зборува за номинално зголемување на даночните стапки што се во закона. А напротив, во законските решенја за дел, ако зборуваме за ефективната даночна стапка, за дел од интересните групи и граѓани, посебно тие ниско доходовни, ќе има можности, ќе има ситуации каде што и даночното оптоварување може да има надолна линија. Значи, ние сме спремни, слушаме решенија и на крај, откако ќе заврши целата јавна расправа и дебата, значи ќе бидеме спремни тие предлози да ги разгледаме и да ги модифицираме, да идеме подобро решение. Ние од вчера имаме на нашата веб страна и цел блог каде што не само овие интересни групи што ги се среќаваме на работните средби, туку и поединечни средби во Министерство, но и секој граѓанин ќе може директно да пишува во Министерство одредени предлози или критики или размислувања, ќе ги разгледаме и ќе одиме со предлози на влада. Владата има јасен став и во однос на ова како концепт е дискутиран неколку пати на владините тела, економскиот социјалниот совет на владата, на самата владина седница како текст е усвоен концептот и сега ние имаме широка расправа за концептот. Не се овие готови законски решенија кои поминуваат тој процес. Така да тука сме апсолутно отворени да дискутираме, спремни да одиме понатаму во однос на решенија што може да бидат уште подобри од тие што сега ги има во концептот, но во таа смисла сакам да кажам дека секој коментар е
од придонес го сметаме значаен во делот на реформите за кои зборуваме. И тука не само што ги кажав тие три аспекти во финансии, на приходна, на расходна страна и во страната на вклученост и на приватен капитал, со тоа што ние доколку има подржлив даночен систем, би имало поквалитетни јавни услуги, а помал јавен долг. Значи, ние веќе имаме фискални правила кои сме дефинирале рамка како одиме понатаму, но и други работи, други реформи, реформата во јавна администрација и други работи што се надворат ингеренциите на Министерството, туку на ниво на влада, тие се презентирани во програма на влада и како што се работи, тие ќе бидат исто така и во јавноста презентирани на ваков широк процес на дебати. Со нацрт даночната реформа фатени се и договорите на дело. Во изминатиот период имаше доста реакции околу тоа. Дали има конкретен модел кој ќе биде опфатен со даночната реформа? Значи, кој ќе плаќа фактички придонеси треба да им се плаќаат на хонорарните работници, на оние што се по договор на дело? Видите, ова не е нова тема. Ние во нашата економија сме имали ситуации каде еднаш е воведено, повлечено во минатото. Значи, не е едноставна тема. Ние не случајно за оваа тема, за овие со договор за дело, но и за прогресивниот данок, само ги ставаме на маса за дискусија. Нема предлог од владата како ќе се реши. Но се две отворени теми кои се исклучително важни да наоѓат некое решение. И тука пред се кога мислиме на прашањето за договорите за дело и односно придонесите. Значи е тема широка што офаќа многу широк спектар на граѓани или физички лица што се во економска активност во тој дел. Нажалост, ние во пракса сме виделе дека делот тоа се манипулира како можност. Имаме ситуација каде што некои намерно пријавуваат само со најниски социјални давачки, најниска плата и после разликата се дава со договор за дело. На овој начин директно тие што губат се вработените, затоа што тие во иднина ќе имат пониски пензии. И затоа е важно системот или некои што па воопшто не се пријавуваат, користат социјални и здравствени услуги од агенција за невработени, што пак од друга страна некој плаќа за тоа. Ние како граѓани што сме регистрирани, од нашите придонеси, од нашите плати и давачки плаќаме за тие што тоа не го искористи. И ова исто така дел од на сивата економија што се отвара како тема. Но е комплексна и не е едноставна, затоа ние не одиме сега со предлог решение, но сакаме да слушаме од различните интересни групи какви предлози ќе излезат, за да видиме кое би било најсоодветното решение. Веќе имаме искуство дека една иницијатива не успеа во јавност, затоа сакаме добро да слушаме предлози и коментари. Ако дојдеме до некои решенија, тогаш, откако ќе заврши цела ова, исто така јавно, транспарентно тоа ќе се презентира. Во секој случај ќе бидат опфатени договорите? Не преюдицирам, затоа реков и на почеток, и во мојата колумна го цитирав ова Жозеф Шуберт, значи француски моралист, писател, кој вика за одредени прашања, важни прашања, многогаш подобре е да се дебатира, да нема решение, отколку да има решение без дебата. Така да ова ние се надеваме да имаме подобро решение, но подобро да имаме дебата и во случај па да немаме некое ново решение. И да остане статус-кво, подобро да имаме оваа дебата. Тоа истото се однесува и за прогресивниот данок, кој што изминатиот период се обидува многу министри да го воведат, меѓутоа никако да се воведе. Да, мислам дека тука јавната дебата многу ќе ни користи, затоа што се вклучени сите чинители на општеството. Некои покритични, некои субјективни, но секако дебатата ќе ни служи. Партиципативноста и инклузивноста на самиот процес е исклучително важен. Никој нема монопол над вистината, така има една друга изрека, но стварно е важно. Ниту тоа што ние го презентираме како концепт, немаме право на монопол дека тоа е апсолутната вистина. Ќе слушаме разни идеи и коментари и тогаш ќе дојдеме со некое решение што сметам дека би било најоптимално во оваа фаза. А сепак вие како прв човек на Министерството за финансии, како експерт во областа, дали сметате дека треба да биде воведен прогресивен данок? Јас, бидејќи сега имам
таква улога во владата и одговорност према граѓаните, не сакам да предпоставам и да дадам позиција уште пред дебатата. Да мислев така, ќе го кажав уште пред концептот, но сметам дека оваа тема вреди да се дебатира прво, па после да дојдеме со предлог, затоа што има разни решенија. Од аспект на праведност, значи правичноста на даночниот систем, значи има различни концепти. Едно ова прогресивниот данок, што сега постои како решение од 23-та па натаму, и го има и во други земи, и друг концепт е така наречениот концепт на оптимална даночен систем. Тоа е еден друг модел, за која 96-та има добиена Нобелова награда професорот Мерлис, меѓу кои он објаснува од аспект на асиметрични информации, начинот како би бил поедноставен систем, на видум тоа изгледа како рамен данок, една даночна стапка, а во суштина ќе добијаат повише тие што имаат пониски примања. Тоа е преку така наречени даночни ослободувања, но оставаме тоа отворено на дебата, значи да видиме кој би бил најоптималниот модел за нашето стопанство. Од дебатата ќе произлезе тоа решение. Јас не сум во однос на оваа тема да одиме на решение триумфално, туку на решение што ќе биде сите, че сметаме дека ова би било едно од најоптималните решенија. Инаку, кога дефинираме даночен систем и проширување, значи, на даночната база, значи, оваа реформа, овој концепт главно се базира на проширување на даночна база. Едно врз основа на намалување на сивата економија, второ врз основа на намалување или ревидирање на преференцијалните стапки на даноци или даночните ослободувања. Да се воведе на ниво да имаме оптимално даночно проверување на сите економски агенти, дали тоа се физички лица или правни лица, независно од основот на данок, дали тоа е трудот, дали тоа е капиталот, дали тоа е создаденото богатство или наследено, и од друга страна потрошувачката преку ДДВ. Значи, овие се важни работи во реформата, суштински, а исто така и се создава една основа за зелената даночна политика, за тоа што на крај ние сите имаме одговорност према идните генерации. А не само тоа, туку имаме одговорност и на тоа какво стопанство, каква структура на економија ние ќе создадеме и колку таа ќе биде конкурентна на светските пазари, на европските пазари, светските пазари, каде веќе важат овие правила на одржливи решенија во однос на животната средина, во однос на здравјето на граѓаните, и ние мора да се спремаме на тоа. Мора да сме на чекор со времето. Не можеме, светот оди напред, технологијата оди напред, а ние, откако веќе е создадена тој пазар, ние отпосле да откриваме дека технологијата отиде на еден чекор пред нас или два. Така да сметаме дека на овој начин и овој концепт ќе даде одржливи решенија за поквалитетен живот и побрз економски раст. Кога веќе ги спомнавме ниските даноци и рамниот данок, опозицијата се уште останува на ставот дека треба ниски да бидат даноците. Ваш став околу ваквото нивно размислување? Во однос на даночната реформа, прво ќе кажам и ќе повторам тоа што го спомнав. Значи, овој концепт што се дебатира, значи, овој е концепт за дебатирање на широка јавност. Уште не е предлог во закон, но овој концепт што се дискутира во однос на даночните реформи не предвидува зголемување на даночни стапки. Значи, овој концепт предвидува проширување на даночната основа, ќе повторам, намалување на сива економија и ревидирање на даночните преференции за одредени групи во општеството, што веројатно ќе има реакција, меѓутоа тоа е концептот на реформата, неутралноста и праведноста на даночниот систем и зголемување на ефикасност. Инаку во однос на коментари, јас би сакал само да кажам дека ние треба да имаме одржливи даночни решенија во однос на политиките, мора тие да бидат одржливи. Ние со законот за буџетот, само да ве потсетам, ние таму имаме решение каде што секоја влада, без разлика што на избори ќе вети нешто или друго, тоа ќе остане на нивната одговорност да проценат како граѓаните ќе реагират на тоа, но тоа што во закон и како решение
од наредниот состав на влада, согласно законот за буџети, премиерот и министерот за финансии ќе имат изјава во рок од 100 дена од изгласување на влада во однос на фискалните политики за 4 години мандат за поддршка на програмата на владата. Значи, тоа ќе биде пишан документ што ќе презентира во собрание и ќе имате веќе обврска. Како се тоа што го ветувате ќе го остварите во рамките на фискалните правила. Значи да обезбедите раст што ветувате, да одржите дефицитот пониско од 3% и јавниот долг да не оди над 60%. Значи, тоа е клучно. Више тие ги ставаме во законски решенија. Мислам дека тоа е голем исчекор и тука ќе искористам пак прилика дека со консензус и со опозицијските пратеници успеавме да дојдеме до тоа решение што е новина во нашиот систем, фискален систем, за да обезбедиме одржливост на финансиите. Значи, тоа не обезбедува на расходната страна, заедно со индикаторите за успешност на политиките, каде се трошат парите, вредност на парите, е компатибилно со ова што сега го предлагаме на страната на приходите во однос на даночните реформи. Така да, ова е тоа што би сакал да кажам во однос на ова што го дискутираме сега како концепт. И овој концепт е составен на даночни реформи, составен дел на поширок опфат на даночни реформи во јавните финансии, но и пошироко во влада во однос на другите позиции. Ние веќе тоа го правиме, без разлика што сега одиме со ова. Ние на страна на буџетот, значи овие години назад и покрај кризата ние направивме реструктурирање. Намаливме трошоци, намаливме стоки и услуги, намаливме до максимум трошење на мебел, возила и други неприоритетни трошоци или популарно кажано непродуктивни. Од друга страна зголемуваме потребите кај што се за електрична енергија сега за време на криза оваа година, но и потребите и капиталните расходи. Ние имаме историски највисоко ниво на капитални расходи во оваа година. Значи 520 милиони евра, што е значителна сума во однос на буџетот и во структурата. Имаме највисоко учество во структурата на расходи и како учество на БДП капиталните расходи што треба да одат во инфраструктура и други капитални расходи што ќе носат и го влечат раст. Така да од тој аспект јас ова што сега го дискутираме во јавноста во однос на даночните реформи секогаш ги гледам како дел од мозаикот составен од многу делови за да имаме таа слика на една економија која ќе биде конкурентна, поразвиена и поквалитетен живот на граѓаните. Од сето ова цело време во текот на интервјуто велите дека сте отворен за дебата. Тоа значи дека ако излезат аргументирани забелешки, дали е околу каматите на депозитите, дали е околу хонорарците, затоа што најмногу имаше реакции, дали тоа значи дека може предлозите што се да бидат видоизменети? Секако. Токму ради тоа ние не одиме со пишани законски решенија предлози, туку одиме со дебата за концепт. И врз основа на дискусиите што ќе одат, анализите што ќе ги направиме врз основа на тоа, ние сме отворени. Отворени сме на измени, отворени сме за нови идеи, отворени сме за некои предлози што ги има во крајното решение и крајниот пакет да ги снема во тој дел. Така да се апсолутно отворени, зашто веруваме во овој процес. Кажа во почеток и ќе повторам, јас свесно влегувам во ова, знаејќи дека од одредени интересни групи ќе имаме строги и цврсти критики, но ќе има и аргументи за кои ќе слушаме. Можеби ќе дојдеме до подобри решенија, а за тоа стои и владата и премиерот не поддржуваат во цело ова што го правиме, зашто ова е дел од програмата што е усвоена во собрание од страна на оваа влада. Така да ова што го разговараме не е нешто ново, дојде наеднаш неочекувано. Така да ова е работа што е најавена, работа што е и на избори и на програма на влада која е усвоена во собрание и други документи во процесот што сме ги поминале, а дебатата е клучна за да ги подобриме решенијата. И одговор на вашето прашање, да, спремни сме на било кое решенија или предлози што ќе одат и ќе го подобрат квалитетот на овој сет на реформи. Сега не можам да не ве прашам, бидејќи живееме во економска и енергетска криза, а сите велат дека не очекува тешка зима, цените одат нагоре, ме интересира докаде е пакетот антикризни мерки кој што беше најавуван,
Изјавите од влада беа дека се подготвуваат во Министерство за финансии, па може ли да очекуваме наскоро имплементација на антикризните мерки? Да, точно е тоа. Ние во ниту еден момент не престанавме да работиме на мерките и комуницираме со сите чинители во општеството, бизнис заедницата и другите здруженја, асоциации и меѓуресорно во влада и другите институции, сите сме работеле и во континуитет. Значи, веќе има предлози како понатаму и во постојана комуникација и тие ќе влезат и во поширока дискусија со сите чинители, значи како што беше најавено од владата, премиерот лично тоа, со економските ресори тоа, владата и премиерот ќе ги презентира тие мерки, ќе ги дискутира и ќе дојде. Значи, веќе тоа што можам да го кажам за подсетување, што работи што ги имаме, значи е дека ние во самиот ребаланс, тоа е еден одговор на мерки, на антикриза, одговор на кризата што го имаме. Пред се ребалансот офаќаше дел од антикризните што ги донесовме во март, затоа што направивме многу пренамени и реалоцирање на средства за да брзо одговориме со мерки за кризата енергетската и ценовната. Во исто време, значи, воведуваме и дополнителни средства за 4,7 милиарди денари или 76 милиони евра се бафер, слободни средства што ќе служат за мерки кои ќе бидат потаргетирани во однос на граѓаните и однос на стопанството. Потоа продолжуваме со поддршка на стопанството во однос на ДДВ, односно регулираниот пазар за електрична енергија со ДДВ од 18 на 5. Цената што оди на регулираниот пазар веќе СМ даде ниска цена која е само 20% погрива трошоци од пазарната цена. Значи веќе граѓаните добиваат таква поддршка од владата. Понатаму е 2,4 милиарди денари, околу 40 милиони евра одат за гарантирана минимална помош, која е системско решение во услови на криза се зголемува офатот и тука дополнително има 3,2 милиарди евра се за денари, се за или 50 милиони евра дополнителни за земјоделие и за стратешките производи. И друга низа на други мерки, а меѓу друго имаме изголемување на плати во одредени сегменти, тоа во образование, во МВР, во здравство и значи и јавната администрација делумна, во судство, обвинителство, значи имаме во овој период, значи и тој дел. А при тоа останавме и додадовме во однос на електрична енергија кај јавните институции дополнителни трошоци и намаливме непродуктивни расходи, а при тоа исто имаме дополнителни 200 милиони надвор од буџет. 100 милиони се преку Европска банка за обнова и развој за СМ и 100 милиони евра преку Европска инвестицијска банка за развојната банка за стопанството. Значи, тие 100 милиони евра, како што кажав во почетокот, со дополнителни 100 милиони евра од банкарскиот сектор кај нас, ќе добијат околу 200 милиони евра поволни кредити за стопанство. Меѓутоа, во преговори сме, значи, со Европската комисија, Европската инвестициона банка, во рамките на програмата за економски развој, оние воведуваат гарантната шема, нова гарантна шема од 250 милиони евра. Ние бидејќи веќе имаме таков модел со нашата гарантна шема од 15 милиони евра, на кои со фактор од 6,5 ќе стигнат околу 100 милиони евра кредити само преку гарантната шема и овие и 250 милиони за поголемите компании, значи ние ќе имаме една стабилна основа да одговориме на сите предизвици на кризата. Меѓутоа, кризата е сериозна. Таа ни треба кондиција во буџетот да го издржиме. И тоа ќе трае со оглед на тоа што гледаме се случува во Украина, па на светско ниво. Значи ние мора да сме спремни за маратон. И во тој поглед и да имаме финансиска кондиција да го издржиме ова. Значи зимата сите викат дека нема да биде лесна, меѓутоа од друга страна ова ќе трае едно време и ние мора да имаме кондиција. Затоа ние одиме со таргетирани мерки и тие ќе бидат адресирани на тие што се социјалните категории на граѓани и тие што се најпогодените во стопанството. А при тоа ние исто така треба да знаеме дека важно е да обезбедиме доволно количина на енергија и доволно количина на храна за тие основните производи за да можеме да го пребродиме овој период и да можеме од следна година натаму да имаме една стабилна основа за раст. Ние тоа го правиме и токму
ова што сега се случува и се дискутира како расправа, како може во време на криза, кога треба да се справиме со кризата, ние одиме со реформи. А едното и другото треба да го направиме. Значи, има еден коментар дека кризите некогаш се и можност. Значи, се отварат многу теми и треба да ги ставиме на една нова рамнотежа, за да одиме постабилно напред. Така да, мислам дека од овој аспект, како и финансии, и влада, и другите ресори, мораме да покажеме капацитет дека можеме да се справиме и со кризата и дигитираме овие што се значени реформи за на среден и долг рок, обезбедиме стабилен раст и подобар живот за нашите граѓани. Има некој рок антикризните мерки кога би почнала новиот пакет да се имплементира или не? Па тоа ќе биде презентирано страна на владата. Јас не би сакал сега да прejudicирам со датуми, меѓутоа тоа што сите очекуваат е кога ќе биде најважно е последниот квартал од годината и наредниот прв квартал од година. Значи овој период на зимски период кога треба да сме сите спремни да го издржиме тоа. И мислам дека ние ги правиме сите неопходни чекори, а и од аспект на заштеди, не само од аспект на ова што го зборувам со мерки, исто така се оди со кампања да се штеди електрична енергија и други енергенси, затоа што клучно во овој период е исто така да ја намалиме потрошувачката на ниво што можеме да го пребродиме овој период. Ние во владата преземавме неколку чекори и тогаш низа мерки што беа усвоени претходно. Дополнително се има од страна на владата исто такви препораки и најави и на пошироката јавност, секој на свој дел, да покаже одреден чекор кон и придонес со намалување на општата односно потрошувачка или зголемување на заштедата на енергија, која всушност треба да биде дел од нашата култура и менталитет за во иднина. Енергијата од друг аспект, значи и треба да се спои со животната средина. Ние мораме во овој дел, како што официјално сме ги прифатиле овие главни објективи на глобално ниво за климатски промени други, ние мораме да покажеме кредибилност кон овие политики и, на жалост, и во време на криза да се справуваме, а меѓу друго, кризата, како што реков, е можност. Ние во претходните мерки разговаравме за олеснување на постапките за вградување на фотоволтаици и на секој објект, семеен или деловен. Потоа низа други работи кои што ќе ги убрзат одредени процеси. И во однос на стопанството веќе почнува да размислуваат да ги вградат со одредени поволни кредитни линии, да вградуваат фотоволтаици во самите стопански субјекти. Значи, некои процеси што порано се гледа подалечни, сега стануваат многу покритични. Значи, некои работи ќе се забрзат во однос на развојот и растот на нашето стопанство за воиднина. И уште едно прашање за крај. Дали буџетот е добро позициониран за да може да издржи кризата која што не очекува и која што сите ја најавуваат? Да, мислам дека и со ребалансот тоа ние го направивме и сме спремни дополнително на секој предизвик да одговориме навремено, како што тоа го веќе имаме направено и сега исто сме спремни тоа да го спроведеме и во наредниот период. Тоа што сакам да патам, значи, е дека не дека кризата е лесна и брзо ќе помине. Напротив, кризата е сериозна, може да потрае. Тоа што сакам да кажам дека ние сме свесни за тоа, немаме розови очи, а туку и следиме сите движења, сме во постојана комуникација и тука со бизнес заедницата и со граѓаните, но и пошироко што се случува во регионот и во Европа и на светско ниво и со меѓународни институции, работиме да одговориме на сите предизвици што ќе бидат пред нас во однос на кризата, а при тоа да не ги оставиме на страна или да не ги заборавиме реформските зафати што ќе ни обезбедат подобар живот за нашата иднина. Ви благодарам за денешното интервју. Благодарам и на вас.